Dobar ден, драги любители на астрологијата и добродојдовте на мојот канал Астрологија Плюс. Денеска сакам да зборувам за знакот Лав и за Сонцето и за куќата во астрологијата во број 5. Ве денеска искористи време да бидам на ова сончево време надвор и да ви дадам некои информации кои би биле интересни на вас. Сонцето е владар на знакот Лав. Сонцето во астропсихологијата означува нашата свест, нашиот идентитет. Молим те тука пазите нашиот правилен идентитет. Сонцето, како што вие што знаете, дека без сонце не би можеле да имаме живот на нашата планета. Сонцето како што има и позитивни ефекти, така има и негативни ефекти. Она ни носи топлина и исто така може некои работи да ги уништи ако е премногу јак. Сега некои информации за знакот Лав. Знакот Лав е еден фиксен знак, тоа е огневски знак. Кои се карактеристиките на знакот Лав? Па знакот Лав е во зодијакот, значи најголемиот, значи кралот во зодијакот. И сега ви ако ви се наоѓа сонцето во знакот Лав, а тоа значеше, ако не сте заборавиле, дека сонцето представува нашиот датум на раѓање, а подзнакот го означува, можеме да го израчунаме преку сатот на вашето раѓање и местото каде што се родени. Тука имаме исто еден софтвер, имаме програма за тоа и преку тоа можеме да видиме кој подзнак сте. Значи, ако го имате сонцето во знакот Лав, кои карактеристики, кои особини сте ги добиле во ванкарнација да ги живеете. Значи, секогаш се работи за тоа, ова нешто каде што ви се наоѓа сонцето, тие особини да ги живеете. Значи, кој? Па крал треба да бидете или кралица треба да бидете на прво место вие, што се вика дека имат голема, огромна енергија, лавовите имат најголема енергија, они се господари, они имаат, значи, толкава енергија што можат све да успеат. И, значи, лавот е еден фиксен знак во астрологија. За сите тие што не знаат што значи фиксен знак значи, како што зборот означува, само нешто сака да фиксира. Значи имаме ни кардинални знакови, фиксни знакови и променливи знакови во астрологијата. Секаде каде што имаме фиксни знакови, нешто сакаме да фиксираме, да стабилизираме. Значи лавот сака нешто да стабилизира. На кој начин? Па да биде господар на себе. Значи се вика исто тоа дека лавовите се егоистични. Па прашајте се сами дали сте ви егоистични. Значи она позитивна тие што се позитивно егоистично, тоа е добро. Значи нешто вие правите за себе. Се, каде што се добри многу лавовите се многу добри како супер познати организатори и да бидат шефови. Најголемите шефови што постојат, тоа се лавовите. Тоа да си го знаете. Значи сите тие особини, што ги кажувам, што ги наредувам се, важат само ако го имате сонцето. Значи вие треба да дојдете до тие особини. А ако сте подзнак Лав, вие тоа више сигурно го живеете. Исто така лавот е многу интуитивен знак. Значи сите ватрени знакови се интуитивни знакови. Интуицијата им е тука многу нагласена. Значи, петата куќа во астрологијата, тоа ја означува нашата креативност. Како ние на кој начин нешто живееме? Дали сме тмурни, дали сме депресивни, или па се живееме и го живееме тоа што ние го сакаме.
Значи, оваа куќа исто ги прештавува нашите деца. Сега, ако за тие што каков контакт, каков контакт имате со вашите деца. Или па ако немате деца, значи со вашето свое дете. Тоа значи на психолошко гледано со вас себе, со вашето дете, внатрешно дете. Каков контакт имаш со себе сам? Многу е више овде топло. Кои сакам други информации да ви ги дадам, а тоа е дека лавот треба да ги живее овие карактеристики. Живеете ги вашите креативни особини. Вие сте многу, многу креативни личности. Живеете ја вашата креативност. Пратете ја вашата интуиција и највеќе желбите што ги посакува вашето срце. И така ќе дојдете до сонцето. Така ќе можете вашиот прав идентитет да го живеете. Поред, драги лавови, сите знам дека имате сега роден ден, среќен роден ден ви посакувам и све најубаво. До скоро. Чао!